Како ќе се живее понатаму кога живеачката за жал е полошо од очекуваното? Значи, неколку пати го имам коментирано истото. Најголемиот проблем што оваа влада го прави е тоа што во континуитет се задолжува, меѓутоа не прочистува првин во делот на своите трошоци да погледне и да види што може да намали. А верувајте дека има простор многу да се намали. Значи сме зборувале многу пати, повеќе од 300 милиони евра во разни трансфери се трошоци, односно расходи, кои што треба да ги погледнат и да видат каде одат. Така да, вака како што е испроектиран јавниот долг и доколку на вистина одат по фискалната стратегија 2022-2024, со изгледи нели за 2026, состојбата во Македонија ќе биде многу тешка. Имајте во предвид дека новото задолжување кое што ќе доаѓа ќе биде со повисоки каматни стапки од тоа што е сега. Заради тоа што ситуацијата на меѓународните пазари тоа го налага, не затоа што во Македонија некој ќе зголемува каматни стапки. Така да сето она што сега испроектирано ќе станува само многу потешко и вие во исто време имате доспевање на одредени долгови од минато време, кои што еве владата се фалеше дека нели ги зема по пониски каматни стапки, но ќе стануваат повисоки. Ако сега за 2021 треба да вратиме 154 милиони евра само камати, тој износ ќе се зголемува, состојбата ќе станува многу тешка. Повторно, значи, апелирам до министерот за финансии да седне, да си ги прочисти трошоците. Никогаш не му е лесно на министерот за финансии, затоа што тој треба да биде лошиот. Тој треба да кажува дека не може. Не може вие во услови на криза сте се задолжиле со 1 милиарда и во исто време слушаме Фондот за здравство набавува 2 возила по 40.000 евра. Мислам, тоа е комплетно неприфатливо и на крајот од денот министерот за финансии за тоа е таму. Мора да ги попречи тие работи. Така да, верувам дека ќе се преслушаат уште еднаш, ќе си ги скратат трошоците и ќе има простор да тој јавен долг не достигне 2023-та, мислам беше 65,9%, што е ненормално многу, дека многу е лесно да земете, многу е тешко како ќе ги сервисирате обврските. Особено ако се има во предвид фактот дека продуктивноста во Македонија паѓа, народов се иселува, фирмите работат катастрофално, немаме инвестиции кои што во приватниот сектор кои што се подлога за еден подолгорочен, постабилен развој на компанијата, а тие се тие кои што го генерираат приходот значи во буџетот. Така да јас не гледам некои добри сценарија за иднина, освен повторно да се седне први, но она како викаме, колку ни е платата дома, да си ги погледнеме трошоците, прво да се реорганизираме, а потоа да планираме како ќе се задолжуваме. Благодарам.